Мислам дека кога се станува збор за женското претприемништво, имаме два сегменти каде што треба да работиме. Едниот сегмент е она што треба да го направиме за подобрување на севкупната економска состојба, затоа што предизвиците со кои што воопшто економијата, особено сега во услови на пандемија се соочува, влијаат и на самите жени предприемачки. Значи тоа е оној одлив на работна сила. Многу од нашите жени предприемачки се соочуваат со недостаток на работна сила. Тука треба да се интервенира со соодветни мерки како тие луѓе да ги задржиме, како да им овозможиме едни услови за работа и да останат тука во државата за да можеме да напредуваме. Тоа е еден од големите проблеми со кои што нашите жени предприемачки се соочуваат, па мора сами да се посветат и на оперативниот дел покрај на имплементацијата на раководната позиција. Но покрај тоа, значи покрај тие економски предизвици кои што важат за сите, ние имаме специфични проблеми кога станува збор за жените предприемачки. Првенствено имаме стратегија за женско предприемништво што е одличен исчекор. Многу земји во тој дел и немаат таков еден стратешки документ. Сметам дека сите тие работи кои што се дефинирани во согласно со потребите на жените предприемачки се од интерес и се уште се валидни. Меѓутоа, она што недостига е забрзана имплементација. Очигледно дека ни се потребни повеќе средства, повеќе напори за да ги имплементираме тие мерки наведени во стратегијата и секако да работиме и на другите системски унапредувања, а тоа е податоци. Нам многу ни недостига статистика. Ние не знаеме точно со колкав број на жени предприемачи располагаме како држава, во кои сектори се активни, кои се нивните потреби. Ја поздравувам Националната платформа за женско предприемништво што го спроведе барометарот, тоа е едно истражување на потребите на жените предприемачки, но тоа треба да биде една редовна пракса, најмалку еднаш годишно, за да знаеме како да носиме информирани одлуки и стратегии, политики и сите оние работи кои што ќе ги дефинираме за подршка да ги базираме токму на тие потреби. Во делот на податоци исто ни фали покрај статистика, ни фали и дефиниција, значи јасна дефиниција што значи жена предприемач во поглед на структура во предпријатието и тоа да биде значи општо прифатена метрика со која што ќе може после да оценуваме ако имаме одредена политика, колку или одредена програма, колку жени ја искористиле, кои биле резултатите. Значи покрај тие податоци за влез нам ни треба и тие импакт индикатори за да мериме што сме постигнале. Така да сметам дека има многу различни предизвици со кои што треба да се соочиме, но имаме добра основа од каде што треба да тргнеме и да ги дефинираме краткорочните, среднорочните и долгорочните приоритети и следствено да работиме на нивно решавање. Тоа што го кажав и во самата панел сесија, на вистина е чест и задоволство да се биде дел од овој прв годишен самит. За мене е прв настан на кој што се појавувам после самата пандемија. Тоа е прв момент онака, а уште кога е на нешто што мене ми е пасија веќе 10 години, тоа е женското предприемништво, може да замислите колку тоа е едно реално задоволство. Меѓутоа не е само на лична основа, значи на персонална основа, дека тоа е навистина прекрасно се биде дел од оваа атмосфера. Уште поважно е дека се зголемува видливост. Ние многу имаме проблем со намалена видливост. Не се доволно видливи жените предприемачки, не сме доволно видливи. Значи мора да бидеме што е можно повидливи, да бидеме што е позастапени, да не има повеќе и на другите конференции каде што се зборува за економски теми, во повеќе панели, нашето мислење да го изразуваме. Знаете, не е секогаш само до системот, малку и повеќе до нас. Ние треба да бидеме позастапени, да ги кажуваме нашите мислења, едноставно да го бараме тој родов мејнстриминг. Во суштина треба од таму да тргнеме. Од родовиот мејнстриминг не само на економските политики, него и на образовните политики, да имаме родов неутрален говор во училиштата, значи да се знае да не постојат разлики за машки и женски професии, него да бидат афинитети. Така да имаме доста работа во тој дел на родов мејнстриминг, но ако е чисто за бенчмарк, значи Европската унија уште од 2012 година се има посветено на тој родов мејнстриминг, но се уште земјите членки не толку често го применуваат. Така да ние и сега да започнеме со една системска имплементација, ќе ги стасаме тековите кои што се во Европската унија и ќе можеме од нивните добри практики да учиме и наши добри практики да реализираме. Јас сум над 20 години у системот за подршка на предприемништвото, значи младинското, било какво предприемништво, не само женското предприемништво. Мој личен став е дека не секој мора да биде предприемач. Како и за се друго, тоа треба да биде желба, тоа треба да биде афинитет, нешто што некој сака да го работи од различни причини, пред се, значи мора да работите тоа што го сакате. Клучот за успехот е да го работите тоа што го сакате. А веќе ако се одлучите за професија, предприемништво, поготово ако сте жена, без разлика на која возраст, многу е важно да се обкружите со луѓе кои што ќе ве поддржуваат.
Не секогаш ќе имате поддршката во семејството, не секогаш ќе имате поддршката можеби во вашите пријатели, но тука се мрежите, тука се различни здруженија. Таму може да ја најдете професионалната поддршка. Нам многу ни помогна во периодот на пандемијата токму тоа вмрежување, да можете барем еднаш месечно виртуелно со луѓе кои што имаат иста мака како што имате и вие да поразговарате, да размените искуства, и затоа е многу важно тоа вмрежување. А уште ако имате и поддршка од вашите најблиски, тогаш неминовно ќе успеете, но како и да е, системот ќе го подредите да ви одговара и да ги постигнете вашите цели.